Драги ученици, добродојавте во нашата училница во трето оделение. Моето име е Кристина Лава и јас сум наставник во Основното училиште Васил Главинов во Скопје. На денешниот час ќе се запознаеме со сегашното трајно време. Наставната единица е искажување на действија кои се случуваат во моментот на зборувањето, употреба на present continuous tense, сегашно трајно време. Целите на овој час се да се усвои употребата на сегашното трајно време во англискиот јазик, да се усвои употребата на ова време во потврдна, прашална и одречна форма и давање на кратки одговори, да се усвојат правилата за спелување на глаголот кога се додава наставката ing, да се развијат јазичните вештини читање и слушање со разбирање. Една од најчестите употреби на present continuous tense е да искаже действија кои што се случуваат во истот момент на зборувањето. Доколку ја погледнеме структурата на глаголот, како во примерот подолу, ќе забележиме дека на лексичкиот глагол, односно на оној глагол кој што го искажува действото, се додаваат две нешта. Пред него се додава глаголот to be во соодветната форма, во зависност од тоа кое лице се употребува во реченицата како подмет, и наставката ing на крајот на глаголот. Целосната форма би била I am studying, јас учам, или кратка форма I'm studying. Ево уште еден пример. I am jumping. Оваа реченица се состои од подмет, subject, потоа глагол to be во соодветна форма, во овој случај со прво лице еднина, и глагол со наставка ing. Во оваа табела е наведен глаголот to be во полна и во кратка форма, како кратко потсетување. I am, you are, he is, she is, it is. You are, we are, they are. Од десната страна во сино се дадени кратките форми. Во оваа табела е наведена употребата на present continuous tense во три видови на реченици. Потврдна, одречна, со кратки и долги форми, и прашална форма. На крајот се дадени кратки одговори во потврдна и одречна форма. Да разгледаме како се прави ова време. I am eating. Потврдна форма. Одречна форма. I am not eating, или скратено I'm not eating. Забележуваме дека негативната реченица се прави со додавање на наставката not, која што се става помеѓу глаголот to be и главниот глагол со наставката со ing. Тоа е исто, ако погледнете надолу, тоа е исто кај сите лица. Од другата страна, односно во другата колона, се наоѓаат кратките форми и гледаме дека not се поврзува со глаголот to be, при што кратката форма гласи aren't или isn't. Само во прво лице негацијата not не може да се сврза со формата to be и таа останува сама. Прашална форма. Прашалната форма се прави со инверзија. Тоа е процес каде што станува збор за менување на местата на првите два члена во реченицата. Ако реченицата почнува со I am eating, тогаш прашалната форма, доколку ги заменат местата, ќе гласи Am I eating? Тоа се случува и со сите останати лица. Понатаму, краток одговор Yes, I am, или одречен No, I'm not. Краткиот одговор се прави со потврден збор Yes или No, по кој што секогаш мора да стои запирка. Следува подметот и доколку реченицата е потврдна, се пишува
потврдна форма од глаголот to be, а ако е одречна, се пише во формата од to be заедно со негацијата not. На следниот слайд се дадени 3 случаи за спелинг промени во глаголот кога се додава наставката ing. Постојат 3 типа на глаголи. Во првиот тип на глаголи се оние глаголи каде што не настанува никаква промена кога ги се додаде наставката ing. Тоа се случува со најголем број од глаголите. Погледнете го примерот. It is Monday. Sam is carrying boxes. Забележувате дека во глаголот carry се додава ing, но глаголот не се менува, останува ист. Глаголи од овој тип се play, listen, sing и многу други. Подолу е вториот тип на глаголи. Станува збор за глаголи кои завршуваат на буквата и. Погледнете го примерот. Write, writing. Sam is writing. Кога се додава наставката ing, буквата и исчезнува. Глаголи од овој тип се и write, make, dance и многу други. Третиот тип на глаголи се глаголи кои што се кратки и завршуваат на согласка, самогласка, согласка. Некогаш зборот може да се состои исклучиво и од тие 3 букви. Погледнете го примерот. Sit. He is sitting. Во овој случај, последната согласка се удвојува. Глаголи од овој тип се run, swim, hop и многу други. Во оваа вежба треба да се прочитаат речениците и да се обележат сликите кои што се дадени од A до H со бројката во зависност од тоа дали одговара со информацијата дадена во реченицата. Инструкцијата вели read, number the pictures. Читај, нумерирај ги сликите. Еве ќе ги прочитаме заедно. Number 1. These boys are sitting at a table. Number 2. This girl is hopping. Number 3. These girls are skipping. Number 4. This boy is running. Number 5. These boys are laughing. Number 6. These girls are holding hands. Number 7. This boy is throwing a ball. Number 8. These children are jumping. Одговорите следуваат под вежбата. 1C, 2D, 3H, 4F, 5G, 6B, 7E, 8A. Следната вежба е вежба со слушање. Ќе ви прочитам кратка приказна со 6 сцени. Тие 6 сцени треба да се поврзат со сликите кои што ги опишуваат. Amy and Sam are visiting Grandma and Grandpa. Number 1. There's an apple tree in the garden. Picture D. 2. Amy and her grandpa are looking at the apple tree. The sun is shining. Picture A. Number 3. Grandpa is picking apples. Picture E. Number 4. Amy is catching the apples. There's a basket with apples next to her. Picture B. Number 5. Grandma is carrying some water and some cakes. Sam is holding some orange juice. Picture F. Number 6. Amy, Sam, Grandma, and Grandpa are eating and drinking.
They are sitting under the apple tree. Picture C. Погледнете првата вежба на сликата. Дадени се 6 слики кои што треба да се напишат реченици во present continuous tense со употреба на следните глаголи што се дадени во коцката. Секој глагол треба да се употреби еднаш и да отсликува една од прикажаните слики. Да го погледнеме примерот погоре. He's washing the car. Okay, let's start. Ајде да почнеме. Number 1. He's climbing the ladder. Number 2. She's carrying a cat. Number 3. He's reading. Number 4. They're watching TV. Number 5. She's cleaning. Number 6. They're washing the van. Во втората вежба, тоа е само илустрација на поставени прашања и краток одговор, кој што може дополнително да си ги прочитате сами. Во оваа вежба треба да се постават прашална реченица, потврдна реченица и краток одговор, кој што обично е одречен. Забележувате дека глаголот кој што е даден за да се употреби не соодветствува со активноста што е прикажана на сликата. Are you sleeping? No, I'm not. I'm eating cotton candy and popcorns. Поставивме прашална реченица, дадовме негација, односно одрековме со краток одговор и потоа напишавме, односно креиравме потврдна реченица со тоа што искажавме што поточно се случува на сликата. И уште еден пример. She swim. Is she swimming? No, she isn't. She's flying. They dance. Are they dancing? No, they aren't. They're eating soup. Ви благодарам за вниманието и ве посакувам успешна учебна година.